Препирањата меѓу членовите незаконското и нетранспарентно постапување во судскиот совет биле причините за оставките на Мирјана Радевска-Стевкова и Зоран Герасимовски. Едногласно советот го прифати заменувањето на двајцата судии. Врховната судијка Стевкова детално образложи што и пречи во судскиот совет, посочувајќи го и како што рече незаконското разрешување на Весна Дамева од претседателската функција. За неа нетранспарентно се одлучувало и при изборот на судии и назначувањето на повисоки позиции. Зоран Герасимовски пак смета дека подобро е да суди во апелација, оти таму нема доволно судии. Сметам дека Советот со тоа што не избра судии во највисокиот суд од кривична област, како и со тоа што избра судии во апелациониот суд Гостивар со непочитување на ранг листата, без било какво образложение, е нетранспарентна постапка, бидејќи сметам дека Советот треба да биде отчетен во носењето на своите одлуки. Во текот на овие 9 месеци, 8 колку сум член, така најдов на некои идеолошки несогласувања со дел од членовите на Судскиот совет, а имајќи ги и во предвид последните пребирања, за кои што не е никаква тајна, кои што вие сте сведоци во Судскиот совет, сметам дека треба да си поднесам оставка. На седницата се распиша избор за нови двајца членови на Судскиот совет. Еден треба да дојде од Врховниот суд на местото на Радевска-Стевкова и од Скопска апелација, од каде беше Герасимовски. На седницата беше избран и заменик председател на Советот на местото на досегашниот Селим Адеми, кој оставка поднесе по драматичното разрешување на Весна Дамева. Халив Зендели беше избран со еден глас против и вети дека ќе треба многу работа за да се враќа нарушената доверба во судството. Треба да дадеме припорък, да ги поддржиме судиите, да работиме така како што и личи на сите членови и на сепак ние представуваме судски совет. Советот констатираше само 2 оставки, иако правниците и невладините побараа и ги охрабрија сите членови да го напуштат највисокото судско тело. За враќањето на довербата, според Блупринт групата за реформи во правосудството, клучен е законскиот избор на докажани судии и правници без политичка поврзаност.